Министерот Трајан Димковски, кога вчера беше во Прилеп, кажа дека не е информиран за ова што се случува во општина Долнени. Меѓутоа, овде вас ви се пожалаа тутуна производителите. Што всушност ви кажаа, со кои проблеми се соочуваат овде? Видете, изминативе 3 години си слушавме разни како земјоделието од света блеска, како се е добро, како се државата иде напред, земјоделците се насмејани и срекни. Вчера го видов Трајан Димковски со неговиот директор Шапорич на инспекторатот, со шалчиња дотерани, насмејани, се изнасликаа во Прилепскиот тутунски комбинат, кажаа дека се е добро и дека државата иде напред и земјоделците се срекни. Јас денеска, на повик на земјоделците, сум овдека во општина Долнени, во Ропотово, Дебреште, и останати неколку места кои што ќе ги посетам, гледам дека ситуацијата не е таква. Овие луѓе кои што се позади мене се револтирани, затоа што откупот е стопиран, тоа што е договорено не е откупено, дури и се манипулираат на класи. Ама карактеристика на СДСМ и на Трајан Димковски и до вчерашниот премиер Зоран Заев е таа да го клекне земјоделецот на колена. Да бидеме реални, они го сменија законот за тутун, каде што дозволија увоз на тутун. И кога се дозволува увоз на тутун, нормално дека ќе бидат манипулирани тутунарите со своето производство. Одовдека апелирам. Оној наш минка министер да си дојде меѓу земјоделците овдека, бидејќи кај него и камшикот и стапот, и да си преземе заедно со инспекторатот да си го решат откупот. Жалосно е маката на тутунарите кои што изминатата година макотрапно работеле, да остане тутунот неоткупен. Нека излезат од обидните канцеларии и нека се спуштат меѓу вистинските земјоделци. Не на наместени пресконференции, дочеци кои што си ги прават изминатиот период. Јас су тука уште еднаш апелирам. Јас ќе употребам сета моја моќ. Меѓутоа, министер во министерството е Трајан Димковски и тој треба да го реши проблемот и да не дозволи тутунот да остане неоткупен. Тој најави дека, откако му кажавме дека има проблем во Долнени, наредната недела дополнително ќе се сретнал со откупувачите. Во смисла да побара од нив дали ќе може да обезбедат дополнителни банкарски гаранции, бидејќи имало вишок тутун кој требало да се откупи и заради тоа имало вакви проблеми наводно околу откупот. Ограничено количество што им се откупува, што го кажа и овде тутунарите. Видете. Дали е тоа можно или Видете, значи не треба да се чека идната недела, па таа недела после него. Проблемот е сведнаш и сега да се дојде овдека и да се стегнат обрачите да се реши проблемов. Нема потреба да се чека. Јас овдека сум сведок, можеби некој од присутните ќе посведочи дека на партиска основа се зима тутунот. Треба да разберат сите тие кои што сега се во владата, дека мотиката не позна ниту политичка, ниту верска припадност. Овие земјоделци макотрапно работеле и тој труд треба да им биде вреднуван како што треба, да биде реална проценката. И затоа не треба да одлага ниту идна недела, не знам кога. Треба денеска веднаш да дојде овдека. Ако беше искрен во намерата, вчера наместо се слика во Прилеп ќе дојдеше тука кај што е проблемот. Ама не е само во Долнени проблем. И во другите делови на Република Македонија имаме застој во откупот. Дали е тоа со одобрение на власта, треба они да кажат. Јас овдека ќе направам се да ги заштитам овие луѓе во рамките на моите можности. Меѓутоа пак апелирам. Треба да се даде приоритет на овој проблем. Не треба да се одлага ниту час подосна. Според вас колку е реална просечната откупна цена која вчера ете спомнаа дека досега била највисока негде над 225 денари од килограм тутун? Видете, просечната цена треба да се извади на крајот од откупот на тутун, кога целата планирана и договорена количина се откупи. Овдека сум сведок дека она количина која што е останата е квалитетна. Едно е не им се зима, второ тоа што им се зима мала количина се проценува класа или две пониско. Тоа по автоматизам ќе ја намали просечната цена. Затоа велам, треба тоа што е договорено да биде правилно проценето, без преголеми одбитоци, да се откупи. И на крај нека излезе министерството со податок. Да, дај Боже да биде просечната цена повисока, меѓутоа треба цела количина да се откупи. Факт е дека вашите ингеренции за жал не се многу големи со оглед на тоа што сте дополнителен министер. Меѓутоа што им ветувате не само на овие луѓе, туку и ширум Македонија кои што имаат проблеми во земјоделието, дека вие како дополнителен министер ќе направите за да им се олеснат проблемите со кои се соочуваат? Видете, и оваа прилика со оваа изјава јас упатувам апел и укажувам на проблемот кој што го имаат. Ако имаат доблест, ако навистина се честни како што велат во намерата да помогнат на овие луѓе, треба оваа изјава да земат сериозно и да дојдат да го решат проблемот. Директорот на инспекторатот земјоделски, заедно со инспекторите, министерот и сите надлежни институции, заедно со компаниите да седнат и да го решат овој проблем. Проблемот не требало да дозволи да се случи.
Сега можеби е малце доцна, меѓутоа треба да се заземат ситуациите. Моето присуство треба да биде дополнителен стимул да се решат проблемите. Едноставно да не се случуваат. Јас ќе направам све и со ваквите изјави и со теренските посети. Ќе апелирам дека се случува злоупотреба и дека се случува манипулација. Тие се луѓето кои што треба да го решат. Министерот го има и потписот и печатот. Тоа е тој што треба да го реши. Нашето време допрва доаѓа. После 12 април ќе ја вратиме вистинската грижа кон македонските земјоделци. Како што било во минатото, така ќе биде во иднината.